Почитувани слушатели на ЕСИ Радио, добро дојдовте во неделното издание на ЕСИ Спорт. Ова емисија ќе ја посветиме на турнирот кој што се одржа во ГУЦ во Скопје. Во одлична атмосфера имавме гости од соседна Бугарија и соседна Србија на голбол турнир кој што се одржува веќе традиционално во одличната соработка, во контекст на одличната соработка која што има нашиот клуб Феникс од Скопје со клубот од Ниш. Во контекст на тоа имаме размена на домаќинства, така што еднаш се одржува кај нас, еднаш се одржува турнирот кај нив. Ова година ни беа гости имавме гости од Витоша од Бугарија, исто така имавме гости од Белград, тимот на младост од Белград, како и скопскиот тим, покрај тоа клубот Феникс и клубот Најс од Ниш. Имаше одлична организација, професионално судење, имаше и со оглед на ситуацијата имаше добра посетеност. И на крај се постигна следниве резултати. Прво место освои Витуша со максимални 8 поени, второто место го зема Најс од Ниш со 6 бодови, а трет беше Младост од Белград со 4 бодови, четврта беше Визија и пето место заврши четврта Визија со 2 бодови, пето место без освоени бодови беше Феникс од Скопје. Во прилог се интервјуата кои што ги имавме со некои од играчите и организаторите, така да бидете следниве неколку минути со ЕСИ Спорт. Добар ден, јас сум Благоје Мишовски, председател на Националната спортска федерација на слепите. Денеска се наоѓаме во Скопје, се игра четворов меч помеѓу Бугарија, Србија, една скопска екипа и една од Кавадарци. Здруженијето, спортското здружение Феникс го организира, му возвраќа на турнирот тие што беа во Србија. Да, во Србија што соделите, сега тие ова му е како традиционален турнир измеѓу Феникс и српската екипа. Во меѓувреме поканати се и екипа од Бугарија и екипата од Кавадарци. Така, добро, супер организација, па после ќе збориме за резултатите. Благодарам. Не, благодарам и јас. Добар дан, па evo, još uvijek je rano s obzirom da je tek početak. Ja moram da kažem da je naš klub drugu godinu za redom dolazi na turnir kod ekipe Feniksa iz Skoplja i moram reći da imamo zaista fantastičnu saradnju i fantastično se osjećamo ovde. Ovo je tradicionalan turnir, imate razmenu, jedan put kad je kod vas, jedan kod Tako je, jedan put godišnje mi pravimo turnir gde su oni naši gosti, sad smo mi njihovi i planiramo da to malo proširimo kroz odigravanje nekih prijateljskih utakmica, recimo jednom u 2 meseca ili 3, da malo intenziviramo tu saradnju. Најс е еден од, како ја кажа, што пратим еден од болих клубово во Нишу и Србија. Како имате ли лига или како е организација? U Nišu smo jedini klub, u Srbiji ima još 5 ili 6. Младост, исто кои се ту сада? Tako je, Mladost. Imamo još 4 kluba koja bi trebala da počnu od sledeće godine ligu u sklopu Paraolimpijskog komiteta i tako. И за репрезентацијата притом, има ли репрезентација или само клубски е још, како од нас? Sad smo učestvovali na prvenstvu Evrope C divizije u Rumuniji, gde smo zauzeli 5. mesto u konkurenciji od 8 ekipa. Eto, malo nam je nedostajalo da se možda plasiramo u viši rang, ali ovaj put nas nije sreća pogledala. За мало. Значи први 3 иде, како е? Prve 3 ide, da. Први 3. Добро, било ми е драго, желим ти успешен турнир. Takođe, svako dobro. Касније ќемо с резултатима. Хвала ти. Јас сум Ѓорги Хамов, инаку член на Феникс Глобал клубот од Скопје. Овој турнир го и правиме по повод 13 ноември, денот на ослободување на Скопје, а воедно е и меѓународен турнир со представници од Србија, Младост од Белград, Најс од Ниш и со представници од Република Бугарија, со клубот Витоша. Овој веќе 5-то издание на овој турнирот. За жал, овој представниците од Сараево овој нени да дојдоа. Се разбира и од вкупната ситуација, ние сме задоволни со
и организацијата. Пред се благодарам на Агенцијата за спорт и млади, на градот Скопје како еден од поголемите парични спонзори, на Националниот сојуз и на Федерацијата на спорт при Национални сојуз на слепи на Македонија. И да не заборавам овои спонзорите, овој што ни овозможија ова преку ваучери да го реализираме. Значи, турнирот е 3 дена. Така, како што е добро разбрав, значи ова е размена на, мислам имате една година кај нас, една година во Србија. Вака се, да ви објаснам, значи така беше до некое време, но сега веќе гледаме да одиме година за година. Тоа беше бидејќи Србија имаше 2 турнира и гледавме една година да одиме кај едните, една година кај другите, ама веќе 2 години поред одиме и за Белград и за Ниш. Така да го шириме кругот на Они сега скоро имале и настап таму на УЦЕП С дивизија. Да, С дивизија, за малку и не се пласирале во наша репрезентација каква е? Беа 5 во група. Имаме ли организација? За организација имаме овој согласности од Федерацијата за едната година да се уплати котизација. Значи веќе за овој С дивизија имаме млади луѓе кои и примаат спортска спортски додаток, па се надеваме дека идната година октомври ќе успеат да се спремат, а се надевам дека и рокот е добар. Македонија по ранг која дивизија ќе му дојде? Па се почнува од С. Од С. С, Б и А. Па со неочекување со нетрпение ќе и чекаме тие настапи. Така, бидејќи ланската година на овој јакиот турнир во Белград, значи овој Феникс беше второ место. Втор, да. Веќе со ова постава што овој игра за овој С дивизија со да кажеме Србија, Бугарија исто. Да. Црна Гора подобра мислам беше она. Да, Црна Гора они се веќе во А дивизија, да. Од Балканот значи најдобро го котираат Црна Гора, Бугарија и мислам дека Словенија се во Б дивизија, они падна една дивизија подолу. Така овој сега така стојат овој силите. Од оваа година ја проширивме и листата кога збориме веќе за подем на голбалот и голбал клубот од Кавадарци Визија. Они се вклучија со овој проект, овој меѓународен турнир, така да овој фамилијата ни се зголеми. Оваа година бевме таму гости и они се гости оваа година кај нас на овој турнир. Со нас и Блаже председател. Блаже, како е тука? Како е организација? Организацијата, добар ден, јас сум Јошо Богојар, Кавадарци, секретар на Сдружение на слепи лица Кавадарци, воедно и член на клубот Визија од Кавадарци. Соработката е одлична со клубот Феникс, да. На скоро време имаше турнир во Кавадарци, бевме во Ниш. Сакам да соработуваме со сите, веќе се шириме и така турнирот е одличен сега за сега, добро ни оди, па ќе видиме на крај резултатите. Гостите или ние како сме сега на почеток уште? Гостите се подобри. Добро, гледам имаат, ама не се даваме ние. Го имаат квалитетот во себе, да.